Што има заедничко Северна Македонија со американската држава Аризона, Уганда во Африка, Бугарија и Хрватска на Балканот? Ги поврзуваат наводите за грижа за децата. Каква точно? Грижа која вклучува отворена дисквалификација на родовата еднаквост, на ЛГБТ заедницата, на сеопфатното сексуално образование. Начинот на кој овој процес се одвива во земјава многу наликува на моделите од некои околни, па и подалечни земји. Се формираат здруженија и фондации кои се раководени или се во тесна врска со црквата. Потоа прават притисок на локалните и централните власти да ги сменат политиките за прашање што ги сметаат за штетни, независно од конвенциите и законите кои ги усвоила земјата. Притисокот на овие граѓанско-верски групи веќе беше пресилен за некои локални самоуправи кај нас. Владко Чаловски. Членот 19 од Уставот, дополнет со амандманот 7, пропишува дека Северна Македонија е секуларна држава. Во политичка смисла, тоа подразбира дека верските авторитети не смеат да ги контролираат политичките и обратно. Но неколку општини од истокот на земјата однеодамна се соочуваат со политички барања од се поголем број новоформирани граѓанско-религиозни здруженија. Иако не е единствено, клучното барање на овие групи е локалните власти да ги заменат општинските акти кои го содржат поимот род. Според овие организации, така се подметнува родова идеологија, односно правење разлика меѓу пол и род, која сметаат тие наметнува вредности спротивни на нивните убедувања. Родителскиот фронт ќе преземе низ активности со кои нема да дозволи да имаме доживотно осакатени деца и ќе покажеме дека сите сме за зачувување на традиционалните семејни вредности. Некои општини не издржаа. Како се случи локалните власти се почесто да попуштаат под притисокот на граѓанско-верските групации. Ако се суди по Facebook страницата, граѓанското здружение Коалиција за заштита на децата е формирано во август 2022 година. Случајно или не, тоа е само еден месец откако владата ја донесе стратегијата за родова еднаквост. На Facebook е оставена и врска до интернет страница за децата.org. Таму може да се прочита повеќе за активностите на организацијата која се декларира како граѓанска. Но во делот коалициони партнери се наведени и политички партии, крајно десно ориентираните Родина, Интегра и МААК. Главен партнер, пишува на веб страницата, е Family Watch International. Станува збор за американска христијанска организација која според извештаите на повеќе светски медиуми, иако јавно се залага за семејни вредности, активно лобира и врши притисок пред се во земјите во Африка во насока на забрана на абортусот, против ЛГБТИ заедницата, за прекин на сеопфатното сексуално образование. Главни регионални партнери пак им се Бугарската асоциација за општество и вредности и Хрватската во име на семејството. Според нивните веб страници и извештаите на медиумите, исто така крајно конзервативно верски организации. Иако Коалицијата за заштита на децата се декларира како невладина организација, не успеавме да ја пронајдеме незината регистрација во Централниот регистар. Барем не под тоа име. Не помогна многу ниту веб-сајтот, бидејќи тој нема МК домен, што значи дека не може да се провери ниту неговиот собственик. Може само да се види дека регистрантот е од Флорида, Соединетите Американски држави. Стратегијата за родова еднаквост која владата ја донесе во јули 2022 година е обврска предвидена во Законот за еднакви можности меѓу жените и мажите. Според Коалицијата за заштита на децата, клучен проблем е терминот род. И не само за нив. Во 2023 година, како дел од мрежата со исти или слични ставови, се формира и организациите како Родителски фронт од Струмица, За наше Кочани, а од неодамна и организацијата Будност од Кочани. Според нивните Facebook профили се работи за граѓански организации кои често со поддршка на верски издруженија или свештени лица се спротивставуваат на се што мислат дека има врска со родови прашања. Ставовите ги комуницираат најчесто преку социјалните мрежи, а со исти интензитет работат и на отворени граѓански трибини. Родовата идеологија, чии што жртви, особено помеѓу децата, ги гледаме ширум светот. Сега веќе во новите концепции под називот инклузивно, сеопфатно, родово сензитивно образование ќе им се сервира и на нашите деца во училиштата. Тотално одземање на родителските права е иднината која што ни ја ветува родовата идеологија, промовирана
и афирмирана со фразата родова еднаквост. Борбата за детски права звучи исправно. Меѓутоа, факт е дека тие не се загрозени во образовниот систем, дури и ако под загрозување се смета учење за концептот род. Не постои посебен предмет за родовите. Тогаш, во што е проблемот? Според Аргирета Атева од Коалицијата за заштита на децата, наидува либерален бран кој ќе ги учи децата на погрешни дефиниции за мажите и жените, вклучително и за нивната сексуалност. Се наметнува еден нов светоглед, дека освен женски и машки пол, има милион или милиарда полови, што е сосема нелогично. Родови. Они ги изjednačуваат, родот го изjednačуваат и со полот. Токму затоа, значи, со новиот предлог измени на Законот за матична евиденција, они сакаат да сменат ознака за пол во документите. Иако теоретски, по дефиниција, има разлика помеѓу родот и полот. Дел од наметнувањето на таквиот светоглед, вели Атева, е поведувањето на сеопфатно сексуално образование од најрана школска возраст, па затоа започнале да делуваат на локално ниво. Наспроти стравовите, фактите се дека сеопфатно сексуално образование од 2021 година веќе се изучува како изборен пилот предмет во неколку училишта. Учат 9 оделенци и досега барем јавно немало поплака од нивните родители. Без разлика на тоа, во октомври 2022 година општините Берово, Пехчево и Делчево почнуваат со изработка на регионална стратегија за родова еднаквост. 2 месеца предходно таква стратегија се подготвува и во општина Струмица. И општина Кочани работи на сличен документ, но нивните стратегии уште од старт го избегнуваат терминот род и ги подпишуваат како за еднакви можности на мажите и жените. Коалицијата и останатите организации започнуваат серија акции вршејќи притисок овие документи да се сменат. Неколку советници од различни општини се жалат дека биле предмет и на агресивни коментари и дискриминација. 360 степени стапи во контакт со дел од нападнатите советници, но тие не сакаат да зборуваат за она ништо поминале. А Тева пак не се согласува дека тие дискриминирале некого. Не може да предизвика некој дискриминација кога е во значи позиција на одбрана. Нашите организации се појавија во моментот кога сакаше да се наметне нели во општеството во Македонија промена на објективната реалност и да се наметне нешто врз децата. Тоа станува збор за туги деца, значи не станува збор за нивни деца. Секој има право нели своите деца да ги одгледува и да ги воспитува како сака според своите светогледи, меѓутоа не можете да наметнувате на туги деца нешто спротивно од светогледот на родителите. Може би највлијателен партнер на Коалицијата за заштита на децата во антиродовите наративи е фондацијата Елеуса. Формирана е на 10 јануари 2022 година под називот Фондација Пресвета Богородица Елеуса, за во февруари истата година да го смени називот во Фондација Елеуса. Во Централниот регистар, како сопственици се запишани имиња на 3 жени. Маж со име Љупчо Митев е наведен како овластено лице. Случајно или не, Љупчо Митев е световното име на отецот Константин Митев од Струмичката епархија. Адресата и на фондацијата и на лицата кои се нејзини сопственици и управител е улицата Кирил и Методи 24 во Струмица, а на таа адреса се наоѓа и црквата Свети Кирил и Методи. Фондацијата според статутот е регистрирана пред се за помош на социјално загрозените лица, но во јавноста најчесто е присутна со антиродовите ставови и тоа искажани од отецот Јаков Стобиски. Во ова идеологија, во овие закони го гледам лицето на ѓаволот. Заради тоа што тој не само што не сака да ги остави децата да одат кај оној кој што рекол, оставете ги децата да доаѓаат при мене, зашто на таквиот царството небесно. Не само што не сака да ги остави да одат и да чекорат кај Бог, во прегратките Божи, туку сака да им ги одземи на родителите. Видовме примери, нека не ве лаже никој, тоа се случува во западните општества. Па, иако државава е секуларна, коалицијата и други граѓанско-верско партиски организации делумно успеа во својата мисија. Денес, ако се погледнат документите на официјалните веб страници на општините, називите се променети, родот го нема во насловите. Прва на барањата на овие организации подклекна Струмица. Градоначалникот Костадин Костадинов, дел од левичарската СДСМ, вели дека тоа е така не поради притисокот, туку затоа што не бил донесен закон на државно ниво.
Во моментот изработуваме една посебна одлука, општински акт, кој што ќе се повика на Законот за заштита од дискриминација. А кога станува збор за родовата еднаквост, овде се поставува прашањето зошто немаме закон за родова еднаквост. Имаме закон за еднакви можности. Така да сметам дека законот е над општинските акти и во април 2023 практично Советот на општина Струмица донесе одлука согласно важечката законска легислатива во Република Македонија. Кој е проблемот со терминот родова еднаквост? Па како што гледате, немам проблем. Во однос на родовата еднаквост, во однос на еднаквите можности, во однос на човековите права. Веројатно би имале проблем ако човековите права ги поистоветиме со идеологија, каде што може да настане колизија помеѓу овие две нешта. Но фактите говорат дека родот е присутен како категорија во законот за кој Костадинов говори. И не само во законот за еднакви можности, терминологијата род која им пречи на здруженијата е во уште неколку законски решенија. Дека е така, потврдува примерот со општина Кочани. Оваа локална власт, освен барање од Сдруженијето Родителски фронт, добила и петиција на која се потпишале над 3000 граѓани, но локалната власт возвратила токму со постоечкиот закон за еднакви можности на жените и на мажите. Од општината се бараше од својата програмска документација и од актите, цитирам, да ги изфрли сите родови терминолошки изрази. На седница на Комисијата за еднакви можности на жените и на мажите и на Советот на општината беше донесен заклучок со кој му се препорача на Сдруженијето предлогот да го достави до надлежните државни инстанци за да се изменат први законите, по кои потоа општината ќе може да ги усогласи своите документи. По ваквиот чекор, општината се нашла под напад на социјалните мрежи. Секако тоа го разгоре говорот на омраза по социјалните мрежи во јавниот простор. Општината беше изложена на напади и службеници и членови на Советот. Меѓутоа сакам да заклучам. Општината и во овој случај ја задржа правната рамка на действување, бидејќи постапува согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2012 година, од кога е тој и донесен. Секаде каде што е употребен терминот род, тоа е согласно дефинициите од актуелниот закон. Сите ново формирани формални или неформални граѓанско-верски здруженија во земјава не се ништо ново во регионот, па и пошироко. Станаа актуелни последниве години. Една од заедничките работи им е противењето на Истанбулската конвенција. Тоа е документ кој клучно треба да ја унапреди и унифицира заштитата на жените од насилство. Документот го потпишаа 45 земји членки на Советот на Европа, а 38, меѓу кои Македонија, го имаат и ратификувано. Проблемот на антиродовите активисти е во тоа што ги поларизираат чувствата на луѓето кои не се пронаоѓаат во светот кој брзо се менува. Порача евроамбасадорот Дейвид Гир на неодамнешната трибина насловена "Не мешај се во туги штипки". The so-called anti-gender or sometimes anti-woke movement, which is now a global phenomenon, certainly includes people who genuinely feel bewildered and alienated in today's fast-changing world. Many are motivated by heartfelt beliefs. But too often, there are others in the movement, driven to seek to use anxieties, fears and uncertainties to polarize and increase tension. When they attack the rights of LGBTQI people, they don't mention the teenager driven to suicide or depression because of who they are. They don't address those who are bullied at school or at work because of who they are, who just want the same rights as everyone else. На истата трибина, извршната директорка на коалиција Маргини, Ирена Цветковиќ, говореше за заедничкиот настап на различните религијски заедници во Македонија на сметка на, како што вели, неколку трансродови лица, а потоа ја посочи Струмица како пример. Струмица се појави како некаков бастион на отпорот против мокните трансродови луѓе. Во Струмица се активира целата локална заедница заедно со локалната власт за да се спасат од четворица трансродови луѓе. Како се стигна до ова, знам дека делува навистина збунувачки, нереално. Па токму преку потреба на одредени веќе испитани
стратегии. Во нашето истражување успеавме да детектираме дека антиродовите наративи се во својата суштина популистички наративи и дека ползуваат многу од оној феномен или концепт или рецепт на морална паника. Ке искрирате морална паника и луѓето лесно ќе се залепат. Зато особено луѓе кои што доаѓаат вредносно од таму, ние сме конзервативна земја и кои што немаат доволно информации и знаења. А што вели европското законодавство? Професорот по социологија од Универзитетот во Љубљана, Роман Кухар, појаснува што всушност значи родовата еднаквост. Gender equality means that it is not about the differences between sexes which are an issue or a problem. The fact is that men and women, if we are talking about men and women only, are different biologically. But socially, as political actors, as members of a political entity, as citizens of a certain political community, as political beings, we should have and must have equal rights. So the problem are not the differences between sexes. The problem is how society, how our norms, how our culture treats one body, one person compared to another person, just because of the biological differences. So everybody should have equal rights, equal opportunities, regardless of whether this person is male or female, or if they identify in any different way. Иако не е држава, Европскиот парламент во 2023 година ја ратификуваше Истанбулската конвенција, а со тоа ги прифати и родовите политики. Па и државите членки на Европската Унија, кои не ја прифаќаа, сакале или не ќеле, мора и да ја применуваат. Земјите како Македонија имаат избор по кој пат ќе продолжат. Дали ќе го следат примерот на мнозинството членки на Европската Унија и Брисел, или примерот на Турција, Азербејџан и дел од африканските земји.